Се интензивира реконструкцијата на регионалниот пат Кривогаштани-Воѓани како еден од капиталните проекти на владата во оваа рурална општина, а кој е од огромно значење за населението, кое пак речиси 100% се занимава со земјоделие, што ќе рече дека солидната сообраќајна комуникација има еден од клучните фактори за непречено одвивање на секојдневните обврски. Увид во градежните активности денеска изврши и ресорниот министер Владо Мисајловски во присуство на директорот на јавното претпријатие за државни патишта Александар Стојанов. Се работи за инвестиција од 70 милиони денари. Должина на патот е 10 км, ние го најавивме во нашата програма, веќе започнавме со градежни активности, околу 40% сме веќе комплетно завршени и остануваат останатите градежни активности ги завршиме во наредните 2 до 3 месеци. Преку нашата програма за канализации, водоводи и инфраструктурни проекти, дополнителни средства ќе издвоиме за населеното место Крушејани. Очекувам дека за недела дена ќе почнеме да работиме. Се работи за инвестиција околу 128.000 евра, што ќе ја подобриме инфраструктурата во оваа општина, а од друга страна како влада вложуваме преку 80 милиони денари токму во овој период на годината. Истата делница на патове веќе е завршена од работа од Црнилиште, таму исто работевме 10 км во вредност од 1,35 милиони евра. Преку програмата за инвестиционо одржување за Македонија пат веќе лани се вложени 6 милиони денари за обнова на патот Граиште Света, а оваа година предвидуваме уште 3 милиони денари на тој дел, значи да закрпиме дупки и да го направиме патот попроводен. Минатата година ставивме и осветлување во населеното место Славе, значи една инвестиција од околу 50.000 евра, односно околу 3 милиони денари. Според градоначалникот Тони Затковски, изградбата на овој пат е од огромно значење за општината, бидејќи тоа е главната клучка за поврзување на сите населени места, а задоволството не го кријат ниту жителите. Проектите кои што се во тек на реализација се околу 3 милиони евра, од каде што половината, односно 50% од тие средства се обезбедени преку Министерството за транспорт и врски и јавното претпријатие за државни патишта. Предниот период каде што дозволуваат законските и техничките можности ќе има проширување на дел од патот, а на соодветни места ќе бидат поставени и соодветни проширувања, така наречени пристаништа, со цел да има разминување на поголеми моторни возила. Некаде во должина можам да ви кажам околу 15 до 17 километри се асфалтирани улици, вклучувајќи ги тука и делот на комуналната инфраструктура, комплетно се заврши канализацијата во населеното место Кривогаштани, а моментално се работи на нови 2 канализации во населените места Слави и Крушејани. Овој пат како ново население ни требаше и од порано да ви направен, да го добро се што го добивне. Се значи многу за нас, затоа што овде е сето земјоделие од во вториот во Македонија. Директорот Александар Стојанов изјави дека патот ќе се заврши и пред предвиденото време, а во исто време потенцираше и дека во овој период се работи на повеќе од 10 регионални патни правци, како и на изградбата на новите автопатишта во земјава.